Представиме програма со која што официјално ќе заврши Кумановското културно лето за оваа година. Станува збор за 3 фестивали, од кои што 2 се веќе традиционални, едниот е скоро нов, меѓутоа веруваме и посакуваме да прерасне во традиција. На 24, 25 и 26 август Куманово ќе биде центар на сите случувања, со тоа што на 24, што е четврток, ќе се одржи традиционалниот Тумба фест. На 25-ти Тамбурашкиот фестивал, а на 26-ти Тумсток, односно хип-хоп фестивал, кој верувам дека особено внимание ќе им привлеча на помладите. Конкретно оваа пресконференција сакам само да ја потенцирам програмата што ќе се случува во текот на овие фестивали, особено Тумсток. Како што веќе напоменавме, тоа е фестивал за млади, особено внимание привлече кај младите и минатата година, се надеваме и годинава. Како што рекоа сектор за култура, ова е фестивал преку кој што се дава предност на младите артисти, особено од Куманово. Веќе забележувате дека скоро сите изведувачи на Тамбурашкиот фестивал и на Тумсток се од Македонија. Почнуваме и Тумбафест, почнуваме да си ја негуваме македонската музика и да ги почитуваме особено локалните артисти, па така поголемиот дел од учесниците на Тумсток ќе бидат токму од Куманово, луѓе кои снимаат со години музика на кумановски. Меѓу другото имаме и гости од Скопје, а звездите на вечерта ќе бидат Сладкаристика и 2 бона. Што се однесува до Тамбурашкиот фестивал, веќе ја споменавме Тамара Тодевска, многумина се прашуваа зошто Тамара и каква врска има Тамара и нејзината музика со Тамбурашкиот фестивал. И минатата година кога се случуваше Тамбурашкиот фестивал и ни гостуваа нокаут Игор Џамбазов и предходната кога гостуваше Каролина Гочева, исто се поставуваа таквите прашања. Годинава малку во поголем интензитет затоа што станува збор за Тамара Тодевска. Меѓутоа, мора да напоменам дека ние како организатори, еве ја како помлад ВД директор на Фондацијата за култура и спорт, се трудиме да го модернизираме фестивалот, поучени од искуствата, гледајќи ги градовите кои Нино предходно ги спомена, каде што со години наназад гостуваат звезди кои не се нужно поврзани со тамбурашката музика. Тамбурашкиот фестивал е традиција, сакаме да продолжи и сакаме да се одржува како што му доликува на фестивалот, меѓутоа за тој да опстане, мора да бидеме свесни дека мора да вклучуваме и поп звезди и малку поактуелни музички имиња, ако сакаме да истите бидат од македонската естрада, мора да бидеме реални дека ние немаме некои сериозни имиња кога е тамбурашката музика во прашање овде, па сакаме да вклучиме и по некој поп пејач со тоа што ќе привлече помлада публика и на тој начин преку еден маркетинг трик ќе им ја доближиме на помладите и таа тамбурашка музика и тамбурашка култура која Куманово си ја негува еве 19 години поред. И оваа година веќе можеме слободно да кажеме традиционално го одржуваме веќе 11-ти пат фестивалот на македонска народна шеговина песна Тумба фест. Оваа година имаме 21 композиција. Можеме да се похвалиме дека врвни македонски пејачи се присутни на самиот фестивал, меѓу кои Благица Павловска, нашиот неизбежен Нино Величковски, Ристо Краповски, Круме Спасовски, камбек имаме на една наша доаен дама Атина Апостолова и така натаму да не ги кажувам сите. Фестивалот, како што реков, се одржува по 11-ти пат. Наша чест и задоволство е што секторот за култура и општината, заедно со градоначалникот Максим Димитриевски, се генерални покровители на настанот, а генерален медиумски покровител на самиот настан е Македонската радиотелевизија, која ќе го пренесува фестивалот. Ја задржавме традицијата секој од фестивалите да биде покрај тоа што си има своја традиција, шеговиност, најголем дел од песните се на нашиот кумановски дијалект, меѓутоа, како што знаете, години наназад, ние на самиот Тумба фест веќе имаме и дијалекти од Македонија и од другите градови. Оваа година ќе имаме песни на струшки, на струмички, на еден скопски сленг. Фестивалот, како што реков, е од меѓународен карактер. Оваа година имаме гости од Бугарија, Србија, Шведска и Швајцарија. Тоа би било
Прилика. Како и сите три манифестации се одржува на градскиот плоштад на 24 август во четврток со почеток во 20 часот. На моje големо задоволство, 19 пат поред во Куманово, во нашиот убав град, ќе се одржи фестивалот, меѓународен тамбурашки фестивал, со една надеж дека фестивалот ќе го вратиме во стариот формат за следната 20 години юбилеј, што не е мала работа, и еден апел до секторот за култура, до советниците, до градоначалникот да навистина на едно поголемо ниво, не кажувам дека ова ќе си биде сигурно на нивото на кое сме ги правили сите останати, за 20 години да го вратиме во две фестивалски вечери, како што му личи на фестивалот, и мислам дека ќе има можност и финансиска и за да го зголемиме и бројот на учесниците и да имаме на исто поголема понуда, бидејќи овој град веќе има етаблирано една публика која сака тамбурашката музика, тоа веќе го покажавме во овие години. Значи, благодарност уште еднаш на разбирањето и на во сиве овие 19 години на вас, како медиуми, што не поддржавте, на Советот, на градоначалникот Максим Димитриевски, на секторот за култура и Фондацијата за култура и спорт, што го поддржува и го работи овој фестивал кој е веќе етаблиран и реков со традиција. На 25 овој месец, значи во петок, главната и единствена фестивалска вечер ќе биде поместена, значи, од 20:30 часот на градскиот плоштад, ќе настапи Трио Гранде, нашиот познат тамбурашки оркестар од Кавадарци, потоа ќе бидат гости нашите познати и драги пријатели биелопоljски тамбураши од Црна Гора, Биело Полје, со своето тамбурашко музицирање од крајот кај што доаѓаат, со една 40-минутна програма, за да како гост на вечерта настапи Тамара Тодевска со својот бенд. Сега ќе се можеби ќе се прашате зошто Тамара и многу други прашања кои ќе произлезат. Имавме идеја да секогаш има гост, еве ќе направам од Владко Стефановски преку Синтезис до Љубојна, до многу кои не се можеби во тој тамбурашки филм и таа тамбурашка музика, но заради младите и она што го работиме и убавата македонска песна, секогаш протежираме и сакаме да има пејач, односно изведувач од Македонија. Мислам дека ќе биде убаво, дојдете во петок и вие како медиуми да ја проследите, нормално и нашата драга ценета кумановска публика која знае да одбере, да бидете дел од ова чествување и да со Господ напред до година на 20-тиот јубиларен фестивал го направиме најубавото од Македонија во делот на тамбурашката музика. Неколку големи фестивали ги вклопуваме во неколку дневна програма на општина Куманово, тоест заедно преку Советот на општина Куманово и градоначалникот на општина Куманово, каде што ние како општина сме покровители на сите настани. За прв пат, ќе кажам, ова година посакувавме и им дадовме предност на младите да избираат, затоа се и моментално тие изберени кои што ќе бидат гости. Јас би сакал да не одземам многу, веќе господинот Драган Ино Величковски кажа за фестивалот, директорот Марио веќе потенцира какви и се можности има општина Куманово. Се надеваме дека ова ќе биде за прв пат оваква организација, каде што многу млади луѓе ќе собереме на градскиот плоштад и ќе видиме дали навистина сме на правиот пат. Доколку е успешен овој, да не кажем, Кумановско лето од 3 дена, 4 дена, се разбира дека следната година тоа ќе биде 7 до 10 дена, зависи колку финансиските средства ќе ни дозволат. Општина Куманово, како и секогаш е локал патриота, ние сакаме и посакуваме да бидат македонски изведители и да им дадеме шанса на нашите кумановци. Затоа во веќе Тумсток е втора година официјално, а трета година како фестивал функционираат. Видовме дека младите имаат иницијатива, знаат што сакаат, знаат како тоа да го направат и мислиме дека сите овие три фестивала веќе следната година ќе бидат во неколку денови.